Шефот на дипломатијата Никола Поповски во интервјуто за најновиот број на официјалниот магазин на Европскиот парламент, The Parliament, вели дека Македонија е подобро подготвена да го почне процесот на пристапување кон Европската унија од некои земји кои се веќе членки на ЕУ. Поповски додава дека Македонија е желна преговорите да се движат напред, а целиот регион треба да биде дел од големото семејство. Министерот додава дека македонскиот народ неодамна покажал пат на довербата кон институциите на Европската унија, но дека јавната поддршка за членството во унијата одсекогаш била околу 85-90%. Поповски истакнува дека Македонија неоправдано долго време е во чекалницата на ЕУ, пред се поради грчкото противење. Британскиот новинар Дезмонд Хинтон Бейлс пишува дека Европската комисија неодамна започна високо ниво на пристапен диалог со Македонија, опишан од страна на Поповски како корисна алатка за да се овозможи Македонија да продолжи со усвојување на законодавството на ЕУ, но дека тоа сепак не може да биде замена за пристапниот преговарачки процес. Во многуте ставови во интервјуто изнесени од авторот, меѓу другото се наведува и дека Меѓународниот суд на правдата во декември 2011 година пресудил дека блокадите на Грција се илегални според меѓународното право и ја повика официјална Атина да не го повтори овој вид на однесување. Новинарот објавува дека во 2001 година во Македонија е избегната граѓанска војна, а преговорите меѓу двете страни резултирале со Охридскиот договор. Поповски посочил дека македонските институции имаат капацитет за справување со сите идни предизвици.